Во програмата која се состои од 6 столбови, чисто Куманово е еден од најбитните елементи, кажа денеска Горан Стојковски Диро, независен кандидат за градоначалник на општина Куманово, истакнувајќи дека проблемите системски ќе ги решаваат постепено со поддршка од граѓаните. Овде се работи исклучиво за начин на менаџирање на општината. Имаме лошо менаџирање со општината, дисфункционални јавни предпријатија, нефункционална општина, кажа Стојковски. Во се што влегуваме системски. Не може да кажеме нешто ќе работиме, а да немаме систем што и како ќе работиме. Значи, прво треба да видиме, да направиме анализа каде и зошто имаме диви депони. Потоа треба со совет да донесеме одлука каде имаме локација за отстранување на градеже, шут и смет. Верувате, Куманово нема локација за каде што ќе се носи градежниот шут. Значи, со совет прва одлука што ќе донесеме ќе биде да се донесе место каде што ќе се отстранува градежниот шут. Потоа ќе се направи стенирање на состојби во јавното предпријатие Чистота и зеленило. Да видим зошто тоа предпријатие се менаџира на таков начин на кој што се менаџира и од директорите, но и од градоначалникот. Да видиме што можеме да помогнеме, дали нова опрема, нови камиони и пред се стручен кадар, кој што ќе раководи со ова предпријатие. Потоа, ќе направиме одлука на совет. Секое решение за реконструкција, адаптација и градба да биде поврзано со решение и инвеститор јавно предпријатие Чистота и зеленило за носење на градежниот шут. Значи, ние ќе го субвенционираме изнесувањето на градежниот шут. Со тоа ќе го елиминираме можноста за диви депони. Што ќе биде основа за изнесување, односно субвенционирање на градежниот шут? Селектирање. Граѓанинот кој што ќе гради, ќе реадаптира, реконструира, ќе треба само градежниот шут, стаклото и пластика да ги одели во посебни кутии, кои што ќе ни бидат доставени од општина Куманово, ние ќе дојдеме и ќе ги однесеме. Ќе направиме контакти и договори со компании кои што работат на рециклажа и кои што од тоа рециклирање има профит, но ќе има профити за општина Куманово. Тој профит ќе се донесе во општина Куманово и фактички ова субвенционирање биде од нашите партнери. И она што е најбитно, ќе одиме со едикација, со работилници во секој училиште, во секое мало, во секое место, во секое јавно предпријатие. Јас силно верувам во Куманово дека можем. Како што Куманово веруваше во мене дека може. Верувате, овдека се работи исклучиво за начин на менаџирање на општина. Сакале тоа да го припатиме или не, моментално имаме лошо менаџирање со општина. Имаме дисфункционални јавни предпријатија, имаме нефункционална општина. Пример ви овој поштар. Нема ниту една рампа. Од пешачки излегуваме директно на улица. Од плоштад директно на улица. Не може такво нешто. Немаат можност лицата со попречност да функционираат. Да тоа, значи, одиме со еден сосема друг план за Куманово.